Подобар живот за населението, побрз проток на стоки и услуги, а бизнисот ќе може да создаде амбиент за развој на стопанството. Најавата за градежна офанзива е изградба на автопатот Кичево-Охрид и завршување на изградбата на коридорите 8 и 10D од Министерството за транспорт. Бизнисот ја поздравува, но и предупредува дека по завршување на тековните проекти мора да се работи за подобрување на домашната оператива, односно домашните компании да бидат вклучени во идните проекти. Изведбата на автопатите за стопанството ќе значи дека населението ќе има многу подобри услови за живот, дека конекциите ќе бидат побрзи, дека бизнисот ќе има еден предуслов кој одамна се чека, за кој што ќе може да се развива и да створиме некој бизнис амбиент во кој што стопанството ќе се издигне на ниво на кој што е потребно, но тоа се проекти тековни и проектите на коридорот 8 и 10 и Кичево-Охрид се тековни проекти. Мора да апелираме дека домашната оператива и домашните компании мора да го најдат својот дел тамо, заради нивен развој, заради тоа да не како до сега во време на рекорден број на инвестиции во инфраструктурата, градежништвото да брои под 50.000 вработени, тоа е рекордно мал број во изминатите години. Ситуацијата во секторот е на загрижувачко ниво. Дури 96% од капиталните инвестиции ги работат странските компании, а само 4% домашните, што е една од главните причини зошто во време на рекордни инвестиции во инфраструктурата македонските компании опаѓаат со квалитет и се помалку конкурентни. Градежниците ја поздравуваат пораката од министерот за транспорт Александар Николовски дека во иднина негова лична заложба ќе биде македонските компании да мора да бидат вклучени во крупни проекти. Не знаеме дали еуфоријата повеќе, не знаеме дали радоста повеќе ни годи затоа што се слушна гласот на градежниците или заради тоа што конечно видовме дека некој државник и некоја нова постава мисли за доброто на државата, затоа што верувате сето она што го бараат градежниците, го бараат за да имаме посилна стопанска гранка, да имаме посилна економија, се со цел да можеме и државниот буџет да го богатиме, а на крајот на криштата да можеме и да бидеме конкурентни, да се издигнеме на една конкурентност која ќе настапи на странските пазари. Според најавите од Министерството за транспорт и покрај техничките и административните проблеми, автопатот Кичево-Охрид кој се гради веќе една деценија ќе биде завршен во 2026 година, а пак изградбата на коридорите 8 и 10D ќе продолжи но во корист на Македонија. Николовски вели, лично ќе се заложел за да се добијат што е можно повеќе километри автопат за потрошените пари. Коридорите веќе исцица од државната каса 240 милиони евра за подготвителни работи од претходната влада.